Почитувани, заврши првиот дел од расправата за буџетот за 2023 година, во која ги вкрстивме фактите за економската состојба во која што се наоѓа Република Македонија. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН потенцираше дека јавниот долг за 5 години е зголемен за 3 милиарди евра, додека владата на СДСМ и ДУИ со се буџетот за идната година ќе потрошат над 25 милиарди евра, а граѓаните живеат се полошо, дека растот на македонската економија е најнизок во регионот, дека Министерството за финансии дава преоптимистички проекции за иднината, а сите меѓународни финансиски институции се резервирани и ред други аргументи и факти кои колегите од СДСМ и ДУИ ги премолча. После 3-дневна расправа имам сериозна дилема дали пратениците од мнозинството се воопшто свесни до кој дереđа ја донесува државата или живеат во собствен паралелен универзум во кој премиерот им е главен стендап комичар, а тие се организираат караван низ целата држава. Почитувани, од денес па се во наредните 7 работни дена во Комисијата за финансирање и буџет ќе се работи по конкретни предлози поднесени од пратениците, тоа така наречената амандманска расправа. Вкупно се поднесени над 260 амандмани, а од нив 200 се од опозицијската ВМРО-ДПМН. Во текот на денешниот ден очекуваме да се расправа за амандманот со кој што бараме дополнително одложување за една година на прогресивното оданочување. Овој неуспешен експеримент на СДСМ заврши со разрешување на Тевдовски, а сега на мала врата се враќа од 1.1.2023 година. ВМРО-ДПМН е против казнување на најпродуктивните лица во Македонија. Покрај овој амандман, денес ќе се разгледаат и предлозите на синдикатите ССМ и КСС за зголемување на платите во администрацијата и предлогот со кој што би се овозможила финансиска поддршка за работниците чии плати се од 18 до 22.000 денари. Да подсетиме дека минималната кошничка изнесува 50.000 денари, а инфлацијата кај храната надмина 30%. Бараме колегите од власта да прифатат амандман со кој што ќе се намали акцизата за течните горива, за 50%, со што ќе им се помогне на граѓаните и на стопанството. Бараме да се запре со тенденцијата на постојаното поскапување на електрична енергија, со тоа што ДДВ-то за електрична енергија нема да се зголеми од 5 до 10%. Исто така денеска бараме уште еден дополнителен амандман со кој што бараме да се продолжи и онаа мерка за викенд без ДДВ, односно за намалување на ДДВ-то на храната додека трае и кризната состојба. Ова се само дел од амандманите за кои денес ќе се дебатира и гласа во собранието. Ние ќе ги изнесеме аргументите зошто нашите предлози треба да се прифатат, како би се подобрил животот на граѓаните. Имаме тронка надеж дека пратениците на мнозинството ќе имаат барем малку грижа на совест и за момент ќе работат во интерес на граѓаните. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Останува да видиме утре дали ќе се намалат цените. Јас го повикувам тука и оној инспекторат или пазарна инспекција да контролира повеќе во маркетите за да види дали цените ќе бидат намалени. Од аспект на тоа што треба да се направи за да се намалат дополнително цените, може да се интервенира со стоковите резерви, како и со замрзнување на цените на производи и на таков начин да има поевтинување на цените за прехранбените производи. Од аспект на изјавата на германскиот председател, јас морам да кажам дека тој вчера го соопшти својот личен став. ВМРО-ДПМН е народна партија и своите ставови ги артикулира согласно размислувањата на народот. И ние секогаш ќе останеме на позиција на народот на Република Македонија заради тоа што тоа е суштината на нашето функционирање. Во овој момент, а ниту моментите кои што се пред нас, нема да има промена на ставот и ВМРО-ДПМН нема да поддржи гласање на уставни измени под овие услови.
ВМРО ДПМН не е партија која што подлегнува на притисоци, затоа што, како што кажав, ние нашите ставови ги артикулираме согласно размислувањата на народот. Тоа народот што го размислува, ние така и ќе ги позиционираме и дизајнираме нашите политики. Ви благодарам.